ова што искочи од пандемијава и како изгледаме ние како музичарите, веруете дека нема да помогне за утре некој младо дете да земе гитара, да вежба 12 сати, да иде да настапи и татко му да му купи гитара воопшто. Бидејќи вака, гледајќи во овакви услови, музиката нема место, нема финансиски епилог. Не може да се живее од тоа. Ние си ја сакаме нашата работа. Ја лично се гордеам со мојата работа. Имам најубавата работа на светот, бидејќи е најубава. Меѓутоа, овие година дена ги покажа сите проблеми, нели, таа наша професија. Мене ми е комплетно сменет животот заради тоа што почнав и нашата професија да ја гледам од друга перспектива. Некаде би требало во нашава држава да стои дека национален интерес е и музикава. А музикава у последнава година и пол беше сотрена. За жал зборуваме за една категорија на луѓе кои што биле надвор од системот, кога ќе бидат дел од системот, дел од формалната економија, многу полесно ќе креираме мерки и за оваа категорија на луѓе. Државата не гледаше како год не гледала. Со оправдување дека сме ние ова или она, меѓутоа фактичката ситуација дека ние сме голема сфера, голема фела и уживаме минимум, тоест никакви права. Ние го креиравме тоа здружение прошлата година овдека, буквално. Условно кажано, рокерите и джезерите се чувствува незастапени, односно маргинализирани, поготово потенцирано од пандемијата, значи бевме 100% затворени. За разлика од било кој друг сектор во општеството, ние имавме комплетна 100% забрана. Така е во принцип во помалку или повеќе сите европски земји. Значи некаква организација мора да има некаков регистер, мора класификација, категоризација и така натаму. Овие работи ние ги немаме направено, не сме ни можеле да ги направиме, бидејќи не сме дошли до ситуација да имаме комора. Тоа е процес кој што во моментов се случува. Таа комора ќе биде сочинета од тие сите здруженија, практично сите географски гледано, целата територија на Македонија биде покриена. И од таа позиција почнуваме ние де факто да ги менуваме работите во нашата професионална фела. Ова, тоа е се 55. Една од мерките беше дека во клубовите, во кафаните, клубовите на работат воопшто не сме да има гласна музика. Сега, што е гласна музика е крајно субјективно. Тие кој год да го правил тоа, не се информирал доволно и не сватил дека буквално сите ние во цело време го кршиме закон, бидејќи 55 децибели е многу малку. Тоа е ова што ви го направи. Значи, секоја кола прави поголема бука од 55 децибели. Ајде музичариве прават пандемија која што е фиктивна. Значи, целиот тој проблем можеше многу лесно да се реши баш со тие протоколи кои што ние ги даваме, кај што веќе постои систем како музичарот кај ќе стои, ќе има плексиглас пред него. Секако нема врска со децибелите. Ние не идовме на неколку такви нелогични работи. Оваа земја има невероватна почва за раѓање на добри музичари, джез музичари, вакви музичари, онакви музичари. Навистина е тоа така. Меѓутоа, тие музичари мора да влезат у некаква рамка и мора да им се овозможи да еволуираат, да одат понатака, да прогресираат, да се преливаат преку нашите граници, Тоше Проевски. Така да,
Тоа во моментов е невозможно. Зошто? Бидејќи кај нас се вливаат другите. Значи, ретко кој ќе видите дека од нашиве настапува некаде надвор во други земји, затоа пак од други земји кај нас доаѓаат нон-стоп. Многу имам среќа да имам добар бенд покрај себе. Значи, многу е битно да се има многу добар бенд. Многу е битно да се има добар бенд, без разлика колку добар пејач си. Тоше Проевски на мене ми кажа 2002-2003 година, кога беше на почетокот или на таа соработка наша, Тоше ми кажа мене, Тацич, ја да знаеш, не сакам со музичари кои што не се платени да свирам. Значи, вие мора да сте платени. Бас гитара, маестро Таци! Лежи на моите бели кошули. Тоше во денешно време бил главниот кој што ќе се бореше за нашите права на музичари. Заради тоа што веројатно дека до денеска он ќе беше, немаше причина зошто не би станал светска звезда, веќе патот му беше наместен за такво нешто. Ако сега си правиме муавети, ако некој од нас каже дека ќе се појави некој детуле кој што ќе не фати за рака и ќе не шета по светов, поготово ако се каже дека ќе дојде детулето од градчето Крушево 5.500 луѓе, никој нема да верува. Освен можеби тоа детуле. И тоа детуле веруеше во себе, беше добро воспитано, полно со добри намери, човече како сите нас, кој што си имаше кристално јасно му беше дека си ја сака музиката, народот, државата, што год да ја ма сака, полно со љубов. И ја моето дете би го советувал да се занимава со тоа што го прави среќен, како што татко му го прави среќен со музика, да се занимава, така и детето треба да се занимава со што год да е. И иначе, да, ја пак ќе кажам, музиката е чиста работа.